нема да помогне. Да, нема да помогне за Куперов тест групата, затоа што тамо нема потреба да мониторираат срцева фреквенција кај Куперов тест. Куперов тест е еден вид на, не е Вита Макс тест, но е Не за тест каде срцева, ја имав проблем со срцевата, да, ама значи воопшто да не пазам за тоа. сега треба да се најде начин како да се внимава и да се контролира интензитетот. И прашањето е супер. И сега треба тука некако да бидеме махери за да видиме што се случува и како се случува. Мислам, како да го изменаџираме процесов ако немаме точен репер на срцева фреквенција. Јас што би правил? Јас би одел мануелно, на пример, еве, сега тоа прво ми текнува. Мануелно значи часовникот го носам секако, го имам. И тој ми е за контрола. И кога ќе застанам после втората минута, 10 секунди мерам мануелно. Значи бројам 10 секунди колку е отчукувањето на срцето. Се фаќам на каротидна артерија, може и долу било каде на гради, било каде да почувствувате како срцето отчукува. Секој отчукување да се брои во рок од 10 секунди. Ако е 10 секунди, имало 20 отчукувања, помножено со 60 е колку? 120, така? Да. Сега, зошто 10 секунди? Затоа што ако мерите цела минута, вие за една минута ќе ви се спушти пулсот, бидејќи ќе се одморите. А во 10 секунди нема толку време да се спушти. Грешка ќе има од 1 до 2 секунди во отчукувањето, ама 2 секунди по 6 е некои 10 на 12 отчукувања, еве една секунда да е, по 6 е 6 отчукувања, значи некоја грешка може да се јави, но како корекција може да се искористи да провериме дали часовникот е добар или не. Значи тоа е едната работа која што може да се вклучи. Значи па кажувам уште еднаш, го имам часовникот, трчам 2 или 3 минути интервален тренинг, дури не мора интервален, континуиран. Да. Може добро ке интервален може да е побрзо и са ако мрда раката и слично, па да не може сензорот да го улови, иако тој фото го лови, значи по принцип на промена на светлина во вената и он така го лови пулсот, значи кога има притисок прави некоја промена, што значи може да не би требало, ама еве, може и тоа да е причина. Така да може во континуирано трчање, јас си пробам. Ако трчам континуирано некои 2, 3, 4 минути, ете нека биде во загревањето, и тогаш да видам ќе застанам и веднаш, значи како ќе застанам, веднаш да пробам да бидам спремен 10 секунди да мерам колку отчукувања прави срцето. И на тој начин имаш корекција. Сега, во тек на третата опција, ова е јасно? Да, е јасно. Третата опција е дека треба да се научиме, тоа се вика physical literacy, значи да се научиме на напорот, тогаш не ни треба ни срце, фреквенција, ништо. Тоа точно, од прилика, ама многу прецизно, ќе знам во која зона сум. Тоа доаѓа со тренинг искуство. Епа, И да. обично на спортистите кои се каже трче со 90%, тоа е многу неприфатливо, тоа е неметодски да се каже, ама они може да проценат што значи тоа. Се, во голем дел од пробите ќе проценат, ама некојаш не, затоа што не е секој ден ист и некојаш мене ми е многу потешко да трчам, например со 90% од нешто, не знам што е тоа, кога ќе ми кажат, некојаш ми е лесно. Затоа се користи срцева фреквенција, се враќам назад, арно, ама ако ги употребиш овие два метода и да се процениш ти каков е напорот, тогаш не може, многу се мали шансите уствари да не можеш да издржиш 4 минути. Ама Епа, пак има шанса. ма правев грешки од старт, професорот влагал во максимален напор. Значи, затоа што прв пат правев таков тренинг и значи се што можеше да биде како што не треба, се направи. Епа добро се, види тоа, тука нема што да коментирам, значи кога се зборува за интервален тренинг, се зборува дека не се трча максимално брзо, ти максимално спринт Да. брзо можеш да трчаш, колку можеш спринт да трчаш? Не сме учеле за брзина, ама ај ќе ви кажам, 6 секунди, 7, 8 секунди можеш да трчаш спринт. Освен тоа не е спринт, затоа што креатин фосфатот е потрошен, ствари зборувавме за ова во издржливост. Кога ќе се потроши креатин фосфатот, ти веќе се намалува брзината, што значи нас не треба да трошиме јаглехидратни резерви во аеробен режим, или тоа лактатна Да. фаза се нарекува. Сега, затоа тука се трча со насниот репер срцевата фреквенција. Тоа 80-90 од нешто не знам. Ние имаме од срцева фреквенција. Значи, ако не е репер срцевата фреквенција, тогаш за интервален тренинг е одличен репер. Тогаш трчаме со 90 до 92, 91,
нека падне на 89, нема ништо страшно. Ама тука да биде околу 90, дури читам се препорачуваат и полар дека таа зона на анаеробен прак 85% па нагоре. Зошто? Затоа што така се оди малце на safety, ама докажува, истражувања покажува дека е на отприлика 90%. Што значи да бидеме ние safety дека тренингот е добар, а да не биде многу напорен, треба да трчаме или да изведуваме активност при интервален тренинг која што ќе биде 90 до 92%. Ова слободна проценка може 92, може 95, може 97. Ама треба да бидеме над 90 нешто. И на тој начин јас сум научно сигурен дека влегувам во анаеробен режим на работа. Не дека го нема и претходно, го има, ама овде малку повеќе поефикасно го има. Сега, таа срцева фреквенција, ако сум пресметал, не знам, за мене, колку, ајде за 20 годишен ќе пресметам, јас сум дупло и повеќе, 20, значи 220 минус 20, таа општата формула, без факторот на корекција, тоа е максимална срцева фреквенција 200, пардон. 80% е 160, така? 90% и му дојде колку? 180. Значи, јас треба да трчам негде со 180-182 удари во минута. Очекување. Сега, ке почетник, ова може да биде многу. Тоа е вториот проблем што може би се јавува. Дека не, да се не кажам Магдалена, него тој што Ама не, трча... јас се наоѓам во ова, да се пронаоѓам, затоа што не сум имала такви тренинзи, така да мене и Куперов тест ми беше голем, да кажеме, замав или стрес. Куперов тест трчаше, Да, еве сега, да. Да, не мислам дали на час кога беше. Не. Океј, значи, а колку имаш вредност од Куперов тест? Еве сега ќе ви кажам. Чекај, не кажи, само да кажам за другите додека наоѓаш ти. Значи, еве го моментот каде што може да процениме каква е VO2 максимум и како да тргнам да правам тренинг. Значи, имам влезен параметар кој што се нарекува VO2 максимум од Куперов тест или истрчани метри во моментот. Ако имаш моделена информација, кажи. Да, за 12 минути и 4 секунди, како? Слушам. 2 километри, 2 километри. 2 километри. Да, толку кажа. Океј, 2 не е тоа километри, нешто, да, не е тоа нешто. 2.04. Океј, не е тоа нешто слабо, може да сгреши и уредот. Ако се трча во шума, во негде во некој зафенување, GPS-от не фаќа. Не сгрешил ово. Не, добро. Некако се надевам, професоре, дека не сгрешил. Океј, гледајте на кеј, да, имам некои маркации, вамо каде што трчавме, ние ги има точно метрите, па може според тоа да се види, но кај 2000 метри е океј, не тоа е нешто, мислам дека околу 35 VO2 или така, може да си провериш веднаш, мислам понатаму. Идејата е дека не е 2500, не е 3000, што покажува дека клиентот, испитаникот или колешката нема големо искуство во тренинзи со трчање. Да. Сега, тука јас би правил интервали да можам да издржам 4 минути, ама да не биде пренапорно. Разбираш? Значи да можам да издржам. И тоа значи дека можам и да размислувам на некоја тема, ма пази, ако размислувам, тука се трики, се финти, секој се учи сам. Ја, например, кога размислувам над некоја нешто, мене ми паѓа интензитетот. Ако со некого се карам во себе, тогаш ми се појачува интензитетот. Да. Арно, ама финтата е, например, има таа Боргова скала или talking тест може да се употреби. Ако си со некого и многу тешко зборуваш во тие 4 минути, ако не можеш да зборуваш скроз, тогаш е проблем, тогаш е малтене 95-100%. Не можам да зборувам, како што трчав, да. А срцевата фреквенција ја пресмета за тебе. Па беше... Дека е 90%. Дали ја пресметав? Да. На трчањето или? Не ве разбирам. Кога почна тренинг, треба да знае со која срцева фреквенција ќе правиш интервали. Да, со 170 беше максимум. А ја отидов и нагоре на 200. Чекај, 90% беше 170? Така, не. Сега ме збунивте. Па сега тамо има дадов формула за да се пресметате 90%. Да, имаше формула. Значи, формулата се пресметува на база на максимална срцева фреквенција и некој фактор тамо 0,7 мислам дека беше машки, женски или години, возраст, нешто имаше, сега не ми текна точно. 0,8, професор.
И сега кога ќе се одлично, фала ти Васко. И сега кога ќе се пресмета тоа, ти ја добиваш максималната срцева фреквенција. Од таа максимална срцева фреквенција вадиш 90%. Гледаш колку е 90% и интервалниот тренинг треба да е тука. Нешто над 90, ама нека биде некој очекување и под. Па мојата е 189. 189 е што Да. анаеробниот прак или Максимална. Од 189 треба да извадиш 90%. Значи 190 90% му доаѓа колку 180 и нешто, како му доаѓа? Не знам, математика сум слаба. Нешто така треба да му дојде. Ако е 189, 189 треба да е, точно ќе ти кажам, значи 170. 170? Да. Ја одев и погоре. Не треба да одиш погоре. Се тоа е исто. Да. Може би часовникот покажувал добро, али ја ви га кажав финтата со часовниците. Не, добро беше сигурно. Да, тешко ми беше, многу ми беше на. Значи, намалуваш и трчаш со нешто што можеш да издржиш, например, 3-4 минути. Зошто? Затоа што тука има анатомска прилагодба, има кардиофизиолошка прилагодба, хормонална прилагодба, женски машки е различно, циклус, слично, лево, десно, не е моја тема, ама ќе учите, значи тотално различно. Секој треба да си го процени денот каков е и што треба да направи. Дури у професионални тренинзи, значи според месечните фази на циклус кај жените се прави посебен тренинг, периодизација. Не е тоа исто како кај машките. Значи еве посебен случај, не посебен случај, него спомнавме бидејќи Магдалена. Значи тоа исто треба да се земе во предвид. Арно ама намали и да можеш да го осетиш интервалниот тренинг дека навистина има фаза на трчање, а после тие 2 минути што правиш? После одев, професора, минути. Супер, и не мора ни да одиш. Некој е тука во место можеш да стоиш. Значи не сме да биде брзодење. Треба да дозволиш да се вратат механизмите во хомеостазна состојба колку што може до срцева фреквенција, како рековме. До 120-130 се враќа. Со 130 веќе можеш да одиш. За колку време? Гледате го времето за колку ќе се вратат. Времето за колку ќе се врати ќе ти биде показател кога да престане со тренингот. Ако почне времето драстично да се зголемува, доста. Застане, значи телото веќе не може да се избори. И сега јас да го пишам тоа како во дневникот што го пуштивте тренинг број 1, затоа што... Точно, тоа е тренинг, значи без разлика како е направен. Сте вложиле ефорт, напор, имало тренинг лоад, имало товарување и се учиме на секој тренинг, се учиме и така да следниот пробај го со континуиран тренинг. Да, следниот ја верувам и без куч дека ќе биде барем 50% подобар. Со горко кафе полесно ќе биде. И пробај на континуиран пробај исто дали покажува часовникот, тестира го според очекување што може да ги на палпација да се добра. Океј? Готово, да. И само што едно прашање и толку. Првиот Куперов тест, кај да го пишам во дневникот дека не пишува за група 2 или можеби ја не можам да видам? Нема врска, направете си своја Excel табела и пиши го на почеток горе, како прва информација во табелата. Добро. Тоа е само примерче едно кој што го дадов за водење, инаку уште еднаш ќе спомнам ако некој слуша и го интересира, мислам и не вие него другите што не. Значи можете да си симнете го Excel-от, тоа е како Google Sheet. Симни го, направи си или ископирај го, направи си свој. Не можеш да го едитираш, не може никој да го едитира, може само view да има на него. Значи направи си свој Google Sheet. И тамо води си ги криде си го, значи тоа е Excel само на cloud, така најверојатно знаете Google Sheet. И после кога ќе треба го споделите, само линк ми споделите. И јас ќе имам информација, така да не треба Excel и чуда да се праќаат по мейл, него се работи колаборација на cloud. Дори можем и да го видам, ако нешто треба, па чисто дам консултација или така натаму. Мислам кој му треба. Така да со линк работете, Google Sheet и Google платформа е фантастична за клауд соработка. Готово. Тоа е тоа. Океј. Да, ви благодарам. Супер, одлично. Види, темата е топ. Ова се тие моменти кои што ќе треба да ги имате вие како професори по физичко, како тренери, со клиенти, со дечиња,
Како да го мотивираш детето, на пример, и да не можеш да му објасни сега која е срца фреквенција. Да. Ти оди со него, ќе трчаш, ќе проверуваш како дише, че ќе застане, интуитивно ќе проценам, доволно е, не, може уште малку, некој нема да покаже, нема емпатија за да произнесе емоции и слично. Така да наша е таа проценка да направиме. Ама ова се чекорите, некои од вас го имаат кој искуство, ама некои не. Како и да е, добро е да се подсетиме или да научиме кои се чекорите и не е само ова најправилното. Туку е една тема која што од искуство може да се објасни како би пристапил јас со клиент. Да, интересно е ова, само сакам за исто да го кажам што го приметив. Психолошки, физички, енергетски разлики во трчање на анаеробно и аеробно. Огромни има. Ја бе фасцинирана со оглед на тоа што сега сигурно за другите тие што трчале немаат проблем, ама ја бе фасцинирана првенствено од психолошки аспект и од енергетски што се случува со телото. И после тој Да, и тренинг после. исто е многу битно да се човек научи како реагира, што се случува, дали е мирен, дали има некој глава може да го боли на почет. Значи, ако многу форсирате, тогаш е проблем и демотивација. Ама учете се и за послен тренинг. Значи, што да правам послен тренинг. Океј? Да, ви благодарам. Супер. Одлична констатација и евалуација на тренинг. Имаме ли нешто друго кое што може да интервенирам некаде? Некој нешто да сака да сподели? Каже, праша. Васко најверојатно не, ама ќе те ставам на мјут, пошто не си мјутнат, па иде некој звук од позадина. Добро, додека вклучувам, денеска работиме за моторички навики и структурирање на движење. Тоа што деше во позадина беше... Чекај, да се пак имам проблем или нема да имам проблем. Најверојатно не. Тоа што деше во позадина беше Звера 7, се гледа екранот, На YouTube така? се гледа, да. Да, супер. 07, англиска група, пионери во трип-хоп, acid jazz, електроника, chill-out музика, топсет, не знам ако не сте ги слушале. Во меѓу првите 100, особено кога беа многу поактивни, 3-4 албуми имаат и се топ за преслушување. Океј, ние одиме со наша тема, која што е многу поврзана со она што зборувавме минатиот пат за координација и управување со човековите движења или формирање на моторички навики. Значи, како да учам нови движења? Ствари, што се случува сега? Како? Не може во еден час никој да ви каже. Тоа е повторно, ако ги знаете основите, повторно е интуитивна работа и методска. Сега, тој што немал искуство со гимнастика или не знае како да обучува гимнастика, некои елементи или скијање или било кои други вештини кои што треба да се совладат, не може за овој час да научи. Ама ќе ги добие основите за да знае со што ќе се соочуваат клиентите, дечињата, из кои фази поминува движењето, како да пристапиме можеби методски за едно движење, па тоа да се аплицира во други движења. Значи така некои основи теоретски кои што може да треба да ги имате како информации за да помогнат. Инаку обучување некого или давање инструкција животно искуство. Имате добар методичар, педагог, инструктор или некој што не знае тоа да го пренесе. Ја сега веднаш едно прашање ве прашав на првото предавање, мислам, ама ќе повторам. Дали инструкторот по скијање ги учи клиентите? Или тие сами се учат да скијат? Мислам дека сами учат, а вие давате инструкции само. Некое друго мислење? Исто, јас согласам. Сами се учиме, ама тој не дава насоки. Супер. Значи, процесот, одлично. Процесот на обучување е само давање инструкции, а учењето доаѓа внатре, како што гледате, значи во централниот нервен систем. Не може некој со инка да ни стави нешто,
без разлика и кој степен на интелигенција, дури кај животните има учење, кој што ние сметаме дека ние имаме поголема интелигенција, они си имаат доволно и супер интелигенција и капацитети мозочни, нервни уствари за нивно ниво, ама и они учат, го совладуваат тоа на друг начин свој некој. Значи, може би не се разбираме директно, кај кутриња, мачиња, кај шимпанза се учат и така натаму, но они го примаат тоа. Значи, ние не можеме да им го всадиме некако. Може би во иднина ќе дојде некој метод на со USB да ги префрлуваме информациите од еден кон друг, а мислам дека тешко тогаш. Некој дозгора, некоја енергија ќе каже, доста претеравте. Како и да е, значи, ние сме тие кои што треба методски да знаеме како да дадеме инструкции и да направиме евалуација дали е добро движењето, не е добро, каде да интервенираме да го расчлениме движењето, или да го дадеме синтетски, значи одеднаш. Например, пробај да подскокнува со јаженце. Или пробај да возиш велосипед, има доле едно видео ќе видиме на крај. Ако може да вози велосипед, нема потреба да го учиме или да ја учиме, клиентот, клиентката. Ако не знае да вози, тогаш разлажуваме, чекај се полека. Ајде, прво застани, пробај да видиме рамнотежа, што значи па воланот каде се, значи го расчленуваме движењето. Тоа е нашата работа во управување со човековите движења. Нашиот момент, инаку во управувањето се случува внатре, во сами себе, така да овие два момента малце ќе ги позборувам. Чекај сега, ја треба ствари да трнам од тука. Да, супер. Како се управува? Теории се поставувани. Норберт Винер е еден, например, кибернетика, наука за управување на нештата, за кибернетикус или кормилар, нешто, значи волан, гидан кај точак, управувач, нешто што дава информација или некоја теоретска основа како се управуваат нештата, така да Норберт Винер има поставено овде некои темели, се менуваат нештата. Значи, клучите во теорија и методика на спортски тренинг, мислам дека друго име има во 4-та година. Ќе видите многу интересен пристап, значи како нештата и теорија која што се докажува, како нештата се учат, дека не е тука се каузално направи ова ќе добиеш тоа, туку ќе видиме и после низ некои примерчиња дали шаблони треба да им се дават на децата, например, кога играат, усовршуваат фудбал или други некои активности, или треба да им се потикне нивната креација, нивната уметничка жичка, за да може да го решат проблемот, нели? Меси не знаеме што ќе направи. Или Никола УМБА, ама знаеме, претпоставуваме дека ќе го реши проблемот. Така да пристапот е тука малку по во овие нови теории е по-интересен и по-прифатлив некако, за разлика од, например, овде објаснува еден систем како функционира. И системот вели, мислам, теоријава вели дека имаме систем кој што управува од левата страна, тоа е централниот нервен систем. Имаме систем кој што е управуван, тоа се ефекторните органи или мускулите, ние коските не ги управуваме, нели, ама мускулите прават систем на спреги и ги повлекуваат коските и така има движење. И се тоа е некоја директна врска. Значи центаров, затоа што еден човек, единствен човек, ние го цепкаме човекот, ама и велим има физиологија, психологија, има социологија, има, не знам, чуда, IT сектор, лево, десно во човеков, ама ние сме едно. Тоа е директната врска. Ама повратна врска има каде што ние како инструктори, тоа што вие го кажавте, да давачи на инструкции за учење на нови движења, пробуваме да интервенираме и да провериме што направиле мускулите, па ние како повратна врска да кажеме, добро, чекај сега, можеш ова е добро, ама можеш и ова да го направиш, или добро е, доволно и тоа. Значи позитивна, негативна повратна врска, ние даваме информација за да може системот кој што управува да го испроцесира тоа и да даде некои насоки нови.
например, не го вртиш јаженцето, многу подскокнуваш и ги свиткуваш колениците. И се, ако сме дале задачата, информацијата повратна, тогаш системот ќе управува, вели, аха, све е добро, само да не ги ќе мислам на колената, да не ги подсвиткувам додека скокам. Значи, повратно, ако успее и повторно направи директна врска и даде кон мускулите насока и нели, не ги свиткува колената, тогаш сме успеале, ако не бараме алтернативни решенија. Значи, ова е еден многу едноставно, нели, како ние функционираме. Ете, образложено 2 минути, 3. Може би немаше потреба да го објаснувам, ама мал инпут. Значи, ние сме управуван систем кој што личи вака, некако на... Ова е исто како компјутер. Компјутер имате интерфейс кој што го гледате, имате инпут. Инпут е систем кој што управува човеков. Имате процесор кој што управува нешто и дава информации назад и гледате на монитор. Ми се допаѓа, не ми се допаѓа или барам нешто друго, повторно правам некој внес, повторно правам некој повратна врска. И сега генерално, мислам, ова се горе ставим два органски системи кои што се управуваат самостојно, на некој начин самостојно, ние директно некако не влијаеме врз нив, ендокриниот и нервниот систем, повеќе информации по психологија. Нас не интересира овде што се случува на ниво на мускули. Бернштайн ќе го споменам. Бернштайн е руски научник кој што бил страшен револуционер не во војна, тука во науката, особено за формирање на движење. И денет до ден денеска неговите основи се уште постојат како основи. Видете, може би луѓето сваќали претходно што се случува со движењето, ама пишан материјал, ние бараме доказ кој што работил во историјата. Така да Бернштайн, например, има направено добар инпут и придонес во науката. Сензорна корекција. Кога стоиме на стопала, на една нога, стоиме на две нозе, ние имаме добра рамнотежа, така? Генерално не може да паднеме, научени сме да стоиме, значи научени сме да стоиме. Кога сме се родиле, не сме знаеле да стоиме. Ние сме го совладале тоа движење, нешто у нас управувало и сме научиле да стоиме. И сега, ако ја намалам потпорната површина, наместо на две нозе да стојам на една нога. Стојам на една нога, тогаш балансот може да се наруши, ама повторно можам да стојам, мислам дека и без проблем. Некој ако сака може да проба. Арно, ама, стојќи на една нога да се поткренам на прсти, веќе е проблем, затоа што тоа не е толку научено движење, ние го знаеме, можеме, арно, ама, секогаш ќе има поголема потреба од работа на мускулите за да одржат рамнотежа. Таа работа, всушност е ова што кажува Бернштайн, сензорна корекција. Значи, мускулите постојано добиваат некоја информација, кој мускул да се активира, кој да се деактивира, за да ја задржи рамнотежната положба. И на тој начин, всушност, ние праќаме сензорна корекција кон централниот нервен систем и овој враќа назад. Значи, основите за ова го спомнам Бернштайн, затоа што тој го има поставено некако теоретски. И е многу интересен момент дека, само не што има следно, дека ние всушност, кога работиме со, например, ова, кога пробате, вие не размислувате на ова. Значи, не дека е движењето ненаучено, туку не е толку комплицирано за да може да ви треба свест. Значи, ова се работи, таа сензорна корекција се работи на ниво субкортикално ниво, значи на ниво на спиналните регии од мозокот, не на ниво на черепниот, значи деловите од мозокот кои што се во череп, каде што таму треба да се реши нешто. Туку овде е веќе решено, запомнете информацијата, така велиме, субкортикално ниво. Значи не размислувам за тоа. Се случува таа сензорна корекција од централниот нервен систем, но не размислувам. Повратната врска е преку оние проприорецептори кои што ви кажав. Ама не само muscle spindles, него оние проприорецептори, повторно по физиологија би требало да го учите, кои што праќаат информација за, како што вестибулаторниот апарат праќа информација за положбата, во која состојба е телото, значи, за рамнотежната положба, тој збор го барам. Така овие даваат информација исто за рамнотежната положба, нели, како
последица, ама на ниво на мускули, кој мускул треба да прати повеќе информација кон централниот нервен систем или помалку. Значи таа сензорна корекција од Бернштайн офатена да не должа многу. И на тој час спомнав ефекторни и афекторни органи. Значи она што го видовме кај кибернетскиот модел на управување, каде што имаме како беше тамо систем кој што управува, не го знам на памет, систем кој што управува, тоа е мозокот или централниот нервен систем, систем кој што управува, и имаме управувач кој што е ногата, управуван систем, кој што е овде избрана мускулите на овие мускули кои што се избрани, нели, на надколеница. Значи систем кој што управува кибернетски разгледувано и управуван систем. Сега у кибернетскиот модел имавме директна врска и имавме повратна врска. Овде директната врска е црвената линија или еферентната врска, значи сега да тоа го споменав ова еферентен орган или аферентен орган. Мускулите, ова се само терминологија, битно е да знаете како функционира, ако треба нацртете ќе се разбереме. Или тој што ќе ве прашак, му каже слушај, ова вака и вака функционира. Ама убаво е да знаете академски, да ги објасните и да баратате со термини, кога некој каже еферентен или аферентен орган, да знаете што значи или активација или фидбек овде составени на сликава. Што е еферентно, што е аферентно, тоа е директна врска, повратна врска. Може да ја сватите сега, не морам да објаснувам во детали. Значи централниот нервен систем прави директна врска до мускулите, до управуваниот орган, до мускулите, не до коските, или глобално кажано до деловите од тело, ама сепак до мускулите, затоа што на ниво на моторните неврони се тие кои што даваат на ниво на синапса, на преку синапсата, тоа е спојот на моторниот неврон со мускулот, дава информација и праќа електрични импулси, колку да се активира, колку силно и така натаму. Овие прават некое движење, мускулите, значи деловите од телото, и прават повратна врска нагоре, аферент. И дават информација кон мозокот, па вие може да се направите слика, па не мора само мене инструктор да ми кажува дали е добро движењето, можам ја сам да проверам дали е добро движењето. Така, како на пример, имам колеги кои што пратија неколку видеа, работат згибови, тест и мене ме прашуваат дали е добар згибот. Ја не им одговарам дали е добар. Јас сум дал насоки како треба да изгледа згибот. Тие мислам дека може да процесираат дали е правилно или неправилно, дали одат до долу кога работат згиб, или лактите се полусвиткани или свиткани комплетно. Такви работи нема потреба да прашувате. Вие сте возрастни луѓе, нема да помине. Едноставно не поминува ако не се изведува како што треба. Ми праќаат видеа и вика, професоре, добро е. И сега кој треба да биде овде бойлерот или централниот нервен систем? Јас или колегата или колешката? Не може задачата да заврши никој друг за нас, сем нашиот централен нервен систем. Значи, тој треба да процени. Океј, некој коментар, нешто? Мислам дека треба да е јасно. Се враќам кај Бернштайн. Кога се формираат новите движења, значи он ги поделил некако во 4 нивоа, низ кои што поминува движењата. Прво вика дека е, овде ми е драга ова, намерно е вака ставено, ова е извадено негде 2004-2005 година, кога баш Бернштайн го разгледував и намерно е ставено на ракопис. Инаку ова ако ставите во ChatGPT треба да пробам ќе го направи во кирилично, во печатено писмо. Но може и вака да стои. Значи 4 нивоа. Ниво на рефлекс, ниво на синергија, ниво на просторно поле и ниво на акција на објект. И сега што се генерално пишува, ама рефлекс е кога само пробуваме тонично да го одржуваме телата. Дури ние велиме дека дечињата имаат рефлексни движења некои. Некоординирани движења. Тоа се случува кога ќе дадеме ново движење, например во скијање. Иако е све статично тамо, ама таму има некоординирани движења. Еден мускул влече повеќе, друг мускул помалку. Зошто? Затоа што централниот нервен систем не може, не го знае решението. Дури да го знае, треба да најде начин како да му помогне на мускулите да влечат, ама сепак доаѓа од главата, од централниот нервен систем. Значи, во првата фаза има тонични движења се нарекуваат или неструктурирани, не хаотични некои движења, кои што ние не можеме, нема излез, не знаеме што изведува. Ја покажувам вртење со дланките, една рака нанапред, друга наназад, он покажува
ротација во рамо со двете раце на нас. Значи, тотално нешто друго. Синергија, веќе има здружена работа на мускулите и органите, има контрола, значи стабилни шаблони се појавуваат. Веќе ја го изведувам движењето. Значи, правилно е движењето, но мене ми треба концентрација, ми треба да не размислувам на ништо друго, сем на движењето и да го реализирам тоа движење. Значи, веќе има синергија на мускули, синергија, заедничка работа на мускули, синергија на мускули. Трето ниво вели ниво на просторно поле. Ги обединува сигналите, само да имам како ги има дефинирано, кои се примаат преку сетилата, движење, да. Значи, имаме економични движења, движењето е малтене супер, изгледа, е прилагодено на средината, јас се спуштам, скијам надолу, се прилагодувам, нели, возам, го покажувам тој ликови во скијање и одлично е движењето. Арно, ама ако некој ме викне од страна и ме праша, како си, која ти е домашната адреса, јас ке се изгубам и движењето нема да биде веќе тоа. Но, затоа вели четвртава фаза на акција со објекти. Тамо, ако стигнам до тоа ниво да го совршам движењето, тогаш не ми е проблем ја да давам инструкција на друг, а јас да го работам тој лик како што треба, се покажувам вака, бидејќи наназад зборувавме, нели, се возам наназад. Или нанапред, се едно. Ама уште потешко, потешко. Затоа што го научил тој, го работил, не е тешко, мислам и вие исто ќе го фатите. Секој што обучува знае наназад да вози. Че ти возиш наназад, го покажуваш ликот наназад, да даваш инструкции. Не размислувам. Мене, на тој што обучува, вниманието му е повлечено кон нешто друго. И тоа значи дека вика акција со објекти. Например, овде има едно примерче каде што децата значи ја гледа чашата некако објект со кој што треба да ја натемпира раката, зборуваме за мали дечиња. Да натемпира точно движење за да го фати, нели знаат и да промаша дечињето, затоа што тука се уште во прва, втора фаза, немаат контролирани движења. Туку да отиде кон чашата затоа што треба да се напие вода, а не за да го изведе движењето. Значи, да се вратам назад во скијањето. Јас движењата или инструкторите движењата ги изведуваат за да обичат некој друг, а не они да се скијаат. Значи, тоа е таа ниво на акција со објекти, каде што скиите се управувани, за да може да некоја повисока цел да се направи. Значи, тоа е веќе, може да се каже дека е научено движење. Значи, ова е според Бенштајн, ќе видиме уште еден пример тамо како се викаат на некои исто 4 фази. Така да, интересно е да ги, мислам, и не мора ги знаете фазите, да знаете со што се соочува човекот. И дека ако сакате проверите дали движењето му е точно направено, тогаш или научено, и дали е стигнато од ниво 4, многу едноставен метод. Значи, пробајте да го изместите. Да додека работи нешто, се не додека прави тројно салто па да го прашувате како се вика, во воздух додека, или, нели, него кога работи некои движења кои што треба повеќе време, тогаш може да проверите се едноставно, например, да прашате нешто, да интеракција да има, и тогаш сте сигурни дека го знае движењето. Нормално рековме, ако тогаш веќе координацијата не му треба. Ели, се враќам назад на координацијата и на тој начин се го употребува движењето за да ја заврши работата, а не за да го научи движењето. Тука е таа мала разлика која што постои. Океј. Супер, ова е интересно. Чекај да видам. Да. Значи, ова е Зулу племе, кое што приметете ги движењата како ги прават и како да се одвоени телото, долниот дел од телото со горниот, која е таа контрола на движење, не дека не може да се направи, апсолутно може да се направи, но зборуваме за управување со движењата. Значи, мое тело на оваа страна делува како да комплетно се, нели, два објекта, мислам, два субјекта, не еден. Ова друго горно е статично, научено движење до совршенство. Нели? Многу примери имате, особено во гимнастика, во циркуси, каде што се правиат акробаци, во
управување со други објекти, например велосипеди, фрирајд скијања, сад не ми текнува на памет, но каде што има ациклични, нестандардни движења, можете да приметите всушност како се усовршени тие движења и до кој степен се усовршени. Океј, да, ова е обала на слоновата коска, Зулу племе, традиционално деснови, они пред Гуро Пипал вика, они прават вакви не представи, туку презентации, всушност, некој начин на преварите се представуваат како што нивната традиција ја представуваат. За да може да даваме некоја насока, да учиме некое движење, треба прво да ни е јасно што правиме. Тоа е исто како на пазар. Ако одам на пазар да купувам нешто, можам да отидам и да го купам цел зелен пазар во центар на Скопје, ама јас сум отишол по нешто да купам, не целиот да го купам. Или ништо да не купам, така да си правам ливче, план и знам точно што треба да направам. Значи имам јасна цел. Имам потребна информација дека движењето изгледа на овој начин, значи го работам со чевли без чевлеве, нека биде гимнастика, значи го работам на татами, го работам на справа, имам потребна информација што се треба да се вклучи во движењето. Значи јасна цел како се изведува движењето, потребни некои информации, кој е на снег, капа, очила ми смета, не ми смета. Тоа се тие информации кои што треба да ги имам. И најбитното нешто е да имам готова програма. Ова е најбитниот момент. Најбитниот ќе се соочите и во иднина со тоа, како поминува времето и годините ваши, се помалку ќе имате вакви проблеми, ама проблемот е овој. Кога ќе ви каже некој да пробате некој движење, особено кај помладите, веднаш сака да го проба движењето. Чекај, не знаеш што треба да направиш. Застани, размисли, направи визуализација во глава, значи направи го планот за на пазар што да купувам. Кога ќе го имам планот во глава и да ми е јасен во глава, не само да го поминам како што некои студентите учат, значи само слушаат, не учат, него слушаат. Исто ова само да го поминам. Тоа, добро. Не, изврти го во глава. Полека имаш време да го извртиш во глава, тогаш исто се вклучува координацијата, не во движењето, туку натре во глава. И на тој начин имам опција јас да го спремам планот, да направам програма и да пробам да го изведам. Тоа е најправилниот момент. Значи, од сите овие 4 точки на што посвети внимание? На готова програма. Ако немам готова програма, повреда може да се настани. Тоа исто како ако некој не знае да скија, го пуштите од згоре и му кажеш, види, ајде. Чекај, тој не знае, треба да направи во глава. Па да можеби ќе може, можеби нема да може, претпоставуваме дека е на лесен терен и така натаму. Али готовата програма е нешто што е најбитно кога задаваме, значи да ни е јасно дека клиентката знае што треба да направи. Ако не ни е јасно, не може да пробате. Треба да го разложи, дајте време, затоа што тоа е опасно. Секое движење, дури качување на столче, ако не знае како се качи, е страшно опасно. Нели? И во управување или учење на нови движења, повторно има функционирање на сензорните корекции. Значи, тие се тие што постојано ни враќаат информација назад. Значи, гледате колку работи, на колку слайдови го спомнавме оно што го постои кај Бернштайн. Значи, директна врска, повратна врска. Функционирање на сензорни корекции, повратна врска. И така натаму. Океј. Сега, ние до сега кажував за учење на движење. Спомнав неколку пати и на претходните предавања, движењето кога ќе се научи, ние го нарекуваме моторичка навика. Значи, испитно прашање. Не може да не знаете што е моторичка навика. И ако проложи испитот, сметете дека ако не знаете што е моторичка навика, сте паднале, ама сум оставил јас или другите колеги од други предмети, да помине испитот. Не може студент да не знае што е моторичка навика, затоа што ова се што го објаснував претходно, ако вие не знаете што е моторичка навика, вие не знаете да обучите никога. Ама јас знам, сум работел во клуб. Клуб е друга, или прво, се едно,
Овде на факултет пробуваме академски да ги објасниме нештата за да дојдеме до моторичка навика. Тоа е целта. Значи, да на слайдов пишувам, малку е поголем текст, не сакам многу текстови, постар слајд намерно оставам вака, за да може да додека ете јас зборувам, или ставите ме на мјут за да мислам на пауза кога ќе гледа, за да прочитате што значи моторичка навика. Значи, прво и основно моја дефиниција која што сакам да на прва да ја знам е добро научено движење, усовршено до степен на автоматизација, во кое што не учествува свеста. И тој што знае, ќе ве разбере. Ако не ќе одите понатаму, што значи во дообјаснување што е моторичка навика и така натаму. Значи ова се викаат исто и условени рефлекси, моторичките навики. Имаме безусловни рефлекси и условени рефлекси. Мислам дека понатаму ќе ги има негде да не држам за тоа. Значи моторички способности и моторички навики. Така и го почнав предавањето воведно, со што се занимава предметот антропомоторика во најголема мера со моторички способности и формирање на моторички навики. И тука е тоа што ние треба да се играме. Другите теоретски теми кои што дајаат се само пропратни теми. Втор слайд за како методски да проценам, да тргнам во обучувањето или како да препознам дали некој е добар, мислам го изведува движењето, дали наставата е добра во обучување на тоа движење или не. Значи имаме подготвителна фаза, фаза на реализација и оценувачка фаза. Значи ова е од аспект на нас. Не гледаме сега внатре што се случува, него гледаме како да го поставам методски обучувањето. Имам подготвителна фаза, спремам, најбитно беше што план да направам во фаза. И фаза на реализација. А после тоа доаѓа нашиот фидбек, што велам, не впушти ги колената, дигни ги рацете, пробај тежината премести на надворешната скија, која ти е долна скија, таја, супер, ајде на другата тежината и така, во тој контекст, нели? Тоа е оценувачка фаза, каде што има фидбек. Секогаш ова тас одгоре, ние сакаме капацитети и оптоварување да ги донесеме во баланс некако. Секогаш оптоварувањето преку тренинг лоадот или тренинг оптоварувањето, преку задавање на нова задача за учење на ново движење, да се учиме ново движење, ние ги поместуваме оптоварувањето, значи поголеми се и затоа тежат повеќе. Ама централниот нервен систем пробува да најде решение за тоа и повторно да го најде тасот на средина, да го постави и да направи добар баланс помеѓу капацитетите и оптоварувањето, кои што ги имаме. Ова е уште еднаш, кажав ке Бернштейн, 4 фази. Мислам дека по Гајч беше може да се објаснат на овој начин исто. Тука се негде слично фазите, значи што се случува и така натаму, со тоа што овде имаме автоматизација фаза, вели стабилизација, ова фаза е автоматизација и тука е тоа каде што велиме дека виж треба да сменам. Да. Тука е тоа каде што велиме дека ама нека остане трики, да видиме дали ќе слушнат колегите, пошто ова испитно праша. Низ кои фази поминува движењето за да стаса до фаза на моторичка навика. Ова е ова моторичка навика. Значи, каде што има фаза на автоматизација, всушност не размислувам за движењето. Или направен е запис на енграм, на CNS, енграмски запис. Што е енграмски запис, ке видите. Само да ги поминам на кратко, значи приметувате од 1 до 4 фазите, повторно како ке Бернштейн, така, на некој начин, иако ова не е горе објаснување за фазите. Овде ми фали уште една фаза, значи генерализација, концентрација, стабилизација, секако ја и автоматизација, ама зашто го немам нови след, не е нови след. Да, ова треба да сменам. Дефинитивно. Значи, генерализација фаза е каде што движењата се повторно груби, непрецизни. Концентрација веќе сум влегол во делот на добри движења. Ми треба таа концентрација за да ги
изведувам, тука е блиско е движењето, стабилизација го изведувам движењето, слично како ке Бершнер го изведувам движењето, но повторно ми треба централниот нервен систем. Во фазата на автоматизација веќе имаме точно направено еден запис, каде што немам потреба да размислувам за тоа движење. Сега, што е тоа енграм? Енграм е поврзување на многу вакви неврони, кои што прават невронска врска. И тоа е исто како кај, например, на една ливада имате едно дрвце. И тамо нема шума. Ама на друга ливада имате повеќе дрвца, тамо има шума. Значи, тамо дрвцата се поврзани на некој начин меѓу себе. Или може вака да го сватиме. Се движиме поред кеј, каде што нема канделабри, нема осветлување. И ние не го гледаме патот, не знаеме каде се движиме. Ама доаѓаме до делот каде што почнуваат канделабри, има осветлување и нас не е јасно кај се движиме. Таа врска на канделабри, неколку што се 10 на 15, колку се поврзани, може да ја сватите како невронска врска, која што се создава од кога ќе се креира движењето. Значи, од кога ќе го научиме движењето, ние може да кажеме дека имаме направено еден енграм или енграмска врска. И ова е теорија, повторно, која што вели дека ние на овој начин ги меморираме нештата. Значи, ние ги осветлуваме точките преку невроните, кои што се вклучуваат, го осветлуваме патот и се прават тие невронски врски. И сега кај бебињата, ако се сними, например, мозок, глава, тогаш врските се помалце. Ама како се учат нови движења, како се добива на искуство во животот, не само со движење, него и со се друго, се формираат тие невронски врски, пак е возрастен човек, таму има огромна мрежа на невронски врски, например, како што е ова овде, па затоа и слайдов е ставен, за да може да објаснам дали е јасен моментот на енграм. Извинете, професоре, може едно прашање? Ајде, може. Не знам. Не знам дали се прашање. Може. Значи, колку повеќе невронски врски имаат? Чекај сега. Значи, колку повеќе имаме движење, толку има повеќе невронски врски и автоматски толку повеќе се активира мозокот. Се во животот што работиме, што осознаваме и што учиме, се прави некој запис невронски. Нели? И сега, што повеќе искуство во живот, поголем број на невронски врски. Океј, не кажувам само за движењето. Точно. Значи, секое движење што се научило, тоа е веќе меморирано. Вие ако сте научиле велосипед да возите, претпоставам, сите знаат, значи вие не сте го заборавиле тоа. Таа невронска врска постои. Тој пат е осветлен. Тие канделабри светат. Можеби ако не сте го потребувале 10-15 години, ќе се намали интензитетот на светење, ама таа врска постои, тоа не се заборава. Океј. И на тој начин велиме дека е направен енграм. Што значи, ние може секундарно да кажеме дека движењата овозможуваат учење на нови движења, овозможуваат креирање на вакви енграмски врски, осветлување на тие патишта, конекција на многу неврони и така натаму. Значи тоа е кај нас USB-то така меморираме со креирање на вакви врски. Ама и не само кај движењата, во село животот што поминува. И учење теорија, математика, биологија и така натаму, се тоа моменти каде што креирање на врска. Да, креирање на врска исто во движењето. Точно, еве го, вака се изведува, креирање на врска. Кога ќе научи детенцето да вози велосипед, креирање на врска, креирање на енграм. Океј сме со ова? Да, многу е јако, многу ми се допаѓа, реално. Па добро, интересно звучи. ова се теории како функционираме. Значи, затоа вели дека има енграмска врска, но ви кажав, посочив предмет и професори двајца кои што ќе ви доловат еден друг момент што не е можеби сега во овде тема, но ќе биде интересно за да ги видите. Како функционира тоа? Например, дури еве чувство за љубов, овде објаснато преку еден филм, ќе ви го кажам после. Чекај да видам сега да него. Значи вака, сега ќе вратам овде. Вика, мозокот е составен од мали нервни ќелии наречени неврони.
Овие неврони имаат мали гранки кои се простираат и се поврзуваат со други неврони од нервната мрежа. Одам споро затоа што е кратко видеото, а многу брзо ќе помине. Секое место кое го поврзуваат е инкубирано во мисла или меморија. Значи, тоа е USB-то. Теоријава вели дека се што е поврзано, нас ни информација која што ја имаме. И за движењето исто. Значи, ги гради овие концепти по закон на поврзаност, значи се што ќе поврзе, тоа е меморија некоја. Идеи, мисли, чувства, се влегува како невронска врска. Се конструира и се поврзува во оваа мрежа. Например, концепт за љубов, исто, е зачуван како густа нервна врска. Сега, тоа го користиме, оваа нервна врска ја користиме за други ситуации, за да ни помогне како искуство. Значи, на база на една нервна врска се криваат други нервни врски. И сега, тоа се теории кои што така велат дека функционираме, со тоа што препорачувам, следете ги, кој го интересира, следете ги нови теории, секогаш постојат, мислам, или апдейт на теории. Но, ако ние на база на претходните нервни врски креираме нови нервни врски, тоа е истото што се покажува во пракса. На база на претходното искуство на движење и фонд на движење кој што ги знае детето, оно многу полесно ќе научи други движења. Ако не знае да трча, не може баскет да игра да научи, или фудбал, или одбојка, или нешто трето. Арно, ама ако знае да трча, тогаш многу полесно ќе го прифати овој момент. Мислам, следните предизвици кои што доаѓаат. И така натаму. Се овде некоја патофизиологија може би оди, но да, дури бесот тоа се меморира, се остава трага некоја преку овој вид на невронски врски. Филмот, документарен филм е What the Bleep Do We Know? Значи да не употреби онај вулгарниот збор. Пак, филмот се нарекува What the Bleep Do We Know? Значи што всушност ние знаеме за себе. Постара документарна серија, постојат неколку вакви, кои што, барем ја што сум ги фатил, супер објаснување за тоа како ние функционираме и можете и од тамо да добиете некоја информација, каде што универзитетски професори ги даваат теориите, не е тоа интернет или TikTok. Сега, од друга страна, например, оној моментот на креирање на нештата се оди на малку подалеку и вели нелинеарен педагошки пристап. Значи, нема се ти пробај, ќе те коригирам, пробај, ќе те коригирам. Него, како што ви кажав, остави го детето да видиме дали може да ја реши задачата во движење. Ако може да ја реши, тогаш нема зошто го лимитирам да го враќам наназад. Туку едноставно му овозможувам. Всушност, методиката на обучување ја правам, како што вели овде, learner-centered или насочена кон тој што индивидуално, значи индивидуален тренинг му правам. Нема сега тука дека треба ова сите да го поминат, сега ќе работиме прво на чуњеви за да стасаме до нешто друго. Не, ние ќе дадеме задача дека треба гол да даде и автоматски ќе процениме дали може или не може. Некој детенце може, некој детенце не може. Овој метод се вика Constraints Lead Approach, значи кој што се базира на некои ограничувања, така ги велат ограничување constraints, но не се тоа вистински ограничување. Ај ќе погледнеме едно видео кое што мислам дека ќе само да тука што би значило и како изгледа. Ја ќе ви го оставам ова да го изслушате, кратко е и мислам дека нема да има никаков проблем, супер објаснет. Ecological model. Само да проверам звукот од видеото, оди така? Не оди звукот од видеото се уште. Па зашто не? Барам кај мене не.
Не мора да оди. Да, затоа што не сум ставил sound optimization. Одиме од почеток. Значи, зборуваме за ecological dynamics, така се екологија не е само екологија во чистење на нашите кај нас екологија ѓубрето да го исчистиме, нели? Екологија се однесува на се што е во животнова средина, само да го каде ми е. Леде да се фатам тоа. What constraints-based Сега? learning is. So I thought I'd make a video about it. Да, сега Development Okay, of да. contemporary motor learning theory, Слушајте малку. specifically ecological dynamics, led to the birth of the contemporary coaching method, constraints-based learning. Ecological psychology is the first part of the puzzle. In 1979, James Gibson released a book about his ecological model of visual perception. The way an organism perceives an environment is key to how it acts in it. He discussed it in terms of affordances, which are opportunities for action available to organisms within the environment. He gave an example of how a water strider would perceive a glass of water differently to that of a human. Where a human would drink the body of water, a water strider would walk across it. He also has a Чуплопајак quote, зборуваме. "It is the size of the cup relative to the size of the hand that makes it graspable." The next bit is dynamical systems. Dynamical systems is the maths behind it, and it looks at how systems interact. The key thing to know is that it's non-linear. There isn't a linear interaction between systems or linear development. Everything works in a non-linear fashion. Add these together and we have ecological dynamics, which is what underpins constraints-based learning. The key thing to understand is that the way a person perceives will determine how a person acts. The constraints on our perception and therefore action are broken into three areas. The first being the environment, which could refer to weather, such as wind, rain, snow, humidity. Playing surface, where we could have sand, grass, clay, hard or soft, or something like a slope, which could go up or down. The second is the individual. Each individual has a unique set of constraints, whether that be physical attributes, such as height, weight, or limb length, or mental attributes, such as experience, personality, or confidence. The third constraint is the task. Within the game that we are playing, we can change the rules, the number of players, the size of the field, for example, the time that the game goes for, or maybe we could change the number of goals available for players to score in. The combination of individual, environmental, and task constraints create emergent behaviors. Rather than teaching explicitly, telling people how to do an action, individuals learn implicitly and produce actions through their own perception and experience. Океј. Може ќе го прегледате, може и да го најдете на YouTube, но целата идеја е баш на тоа дека значи ние во однос на како ги гледаме нештата од средината, како сме ние во себе, нели, на почетокот кажав, ние во себе некој ден можеме да тренираме, некој ден не можеме да тренираме толку со толков интензитет или едноставно не ни се тренира. Не зборам за спортисти, они се вработени. Нив е друг момент, иако и они се луѓе, ама жалосно е што така се гледа, не може да каже не ми се тренира. Мислам, може да каже и треба да каже, ама таква е сферата. Но враќање на назад овие сите комбинации кои што ете ги спомена, не му кажуваме на човекот што да направи, туку му кажуваме да проба да најде решение. И сега во скијање би било, ја кажав неколку пати. Пробај спушти се. Значи, пробај спушти се. Ако е тотален почетник, имате проблем, нема да знае. Можеби некој ќе проба, ама малку е специфично. Но, например, во вртање на јаженце, нема ништо страшно. Пробај врти јаженце. Треба да направи план, треба да види на која средина подскокнува, како се врти јаженцето, колку е тешко јаженцето, значи плано да го направи, да види environment, со која средина, колку е тешко јаженцето и да проба сам да го реши движењето. Мислам, може да се случи да знае да скија. Знае да скија, ама ние задаваме некоја задача.
кои што велиме тоа се constraints, каде што даваме некои ограничувања и велиме аха сега скијаш на една нога. Значи го ограничувам. И не му кажувам се скија на една нога вака или онака, него велам пробај најди решение. Затоа што тој момент на на наоѓање решение, тоа ги прави тие инграмски врски и тоа е тоа што на почеток ми одговоривте дека учениците или клиентите учат сами. Не ги учиме ние само даваме насоки. Во овој другиот дел има едно супер пример чисто. In this video, we'll compare an isolated activity with a constraints-based activity, using the theory of affordances to underpin our justification. Значи Just so we're изолирани all on the движења same page, или не? isolated activities are activities or drills repeated within an Isolated. environment where there is limited solutions and are explicitly taught. We give players the how. Constraint-based activities are activities designed through the manipulation of environmental, individual, and task constraints to develop implicit emergent behaviors. Here is an example of an isolated ball mastery activity, using cones and poles as points of reference for movement. Значи, In само this ќе морам activity, да players have been застанам. asked Опа. Значи, гледате, дава повторно ги ограничува, ама им задава точно одредени задачи им задава. Значи, не ги остава на имагинација, него им задава точно одредени задачи дека треба додат до прачката, треба додат до чуњот, ќе видите. Мислам, на тоа се однесува за да знаете to што се dribble работи. the ball around the poles without hitting the cones. The aim is to get it around all poles as quickly as possible. Players have been given explicit instruction to keep the ball close by taking a touch every step and to only use the right foot. Ultimately, what we can see Значи, ги ограничува со тоа што го изолира движењето, вели. На секое движење, на секој чекор да има по еден тач со топката, еден допир со топката. Треба да одиш околу прачките, околу и да, он го вежба движењето, точно. Апсолутно, го вежба движењето. Но алтернацијата на ова е нешто направи сега, чекај да имам. Овде. without hitting the cones. The aim is to get it around all poles as quickly as possible. Players have been given explicit instruction to keep the ball close by taking a touch every step and to only use the right foot. Ultimately, what we can see is players perceiving and acting with reference to the poles and cones and also the explicit instruction given by the coach. Значи Both експлицитна things инструкција има which are дадена. never present in the game. Значи ова го нема во игра. Here's an example of a constraints-based ball mastery activity, using an opposition player as a point of reference. In this activity, players are split into two roles. One person is a tagger and the other a runner. The Брканец. aim of the runner is to avoid getting tagged for 15 seconds. The aim of the tagger is to tag the runner. Both players must be in possession of a football. The environmental and individual constraints stay the same. The task constraints have been manipulated. The size of the playing field, the number of players, the limited use of goals, and both players having a ball, along with the rule change of not being able to tackle and rather having to tag. One key to the motor learning theory that we have discussed is affordances. These are opportunities for action within the environment. Importantly, the learning is in finding these opportunities for action or becoming attuned to affordances. In the isolated activity, the environment players are placed in is static. We have a bunch of cones which do not change. The Статично players have движење, been given учење. explicit instruction to only Нема use the динамика. right foot and to take a touch every step. Нема Opportunities креација. for action change Само учење на slightly, движењето. but because the environment isn't dynamic in nature, there is a limited need to search, limiting the use of the perceptual system and ultimately limiting the amount of learning opportunities. In the constraints-based activity, Го the лимитира environment учењето. players are placed in is dynamic. Овде е динамично. There is a tagger present that acts as pressure. Players are given freedom to use any type of ball control, and you can see different uses of the foot, different size touches, different body positions, and even varying uses of speed. They are constantly searching for opportunities within the environment. Постојано бараат решение. The Постојано. perceptual system is highly active as the players move away or towards their opponent.
Ultimately, the point of this video is to provide justification for constraints-based learning. The key point is providing players with opportunities for the high use of the perceptual system through a need to attune to affordances within the environment. I hope this video was informative. Please let us know if you have any feedback, and thank you for watching. Супер. Значи, разликата помеѓу едното и другото е што ние постојано му даваме можност на централниот нервен систем, всушност на човекот, сам да најде решение. Тоа, како кажав, не можам ја да ги проценам згибовите. Дадени се параметрите за компарација, вие проценете ги. И зошто, например, правиме испит со 4, 5, 6 луѓе? Затоа што секој од вас може да процени другиот колку знае. Не треба еден да проценува. Вие можете да кажете знаев, не знаев во однос на другиот и така натаму. Значи, се крира нова крираме средина во која што е динамична, нема статично и треба сега да научиме само за мускулите и сега треба да научиме само за коските, не е анатомија. Ние треба да се ставиме тоа во функција, да научиме како, кои се можностите за да се совладуваат нови движења. Океј, ова нема многу да се нафаќам на овој дел. Значи, што значи автоматизација на движењето? Го кажав многу пати, дека има постојаност во движењето, стабилност, може да изведувам во различни варијанти, скијам нанапред, наназад, една нога и слично, значи движењето е автоматизирано постојано и тоа се нарекува моторичка навика. Кога ќе го научим, движењето е автоматизирано. Дури ке дечињата кои што игра фудбал, вие можете да ги скоригирате, да пробате, например, ако видите дека не го прави добро движењето, да искоригирате, но верувајте дека ќе се снајде, за да ќе го најде најефикасното решение за да направи добар дриблинг. Или тука може би да интервенирате во иднина, кажете, слушај, пробај на другата страна, зашто само на десна носиш, пробај на лева, значи како некои интервенции, инаку треба сами да го доловат тој момент. Не е ова робот па сега да го учиме како да зима и да враќа, туку се живи суштество. Ова зборувавме за плана неколку пати, значи како се учат движењата, како јас се гледам од десната страна, еве го згибот. Од левата страна е згибот, како треба да изгледа згибот. Од десната страна јас пробувам еднаш, не бива. Пробувам нова снимка, не бива. И така ја доаѓам до моментот дека значи ова е вистинско, резултатот број 4 е овој кој што треба да биде како што е зададено. 3 фази на учење според Николс. Значи тука е слично нешто кој ама генерално на крај секоја фаза е дека треба да се научи движењето и го работиме на субкортикално ниво. Внимавајте, посебно кај некои теми што се апстрактни, неколку пати ги повторувам намерно нештата за да останат во глава. Субкортикално ниво, кибернетски модел, енеаграми и така натаму. Фази на учење на движењето. Само да видам. Да, ова исто го спомнавме, баш го праша колешката Магдалена, значи што поголемо искуство, полесно ќе влезем во совладување на новите движења. Тоа е исто како и во биологија. Значи што поголемо искуство имам претходно во познавањето на темите од биологија, ја ќе можам да направам напредок на повисоко ниво. Истото и кај движењата. И сега, еве прашање за сите вас. Дали рана специализација на еден спорт е дечиња на 9-10 годишна возраст е паметна или е непаметна? Рана специализација значи дека само тој спорт го работат и се прават да бидат професионалци само во тој спорт. Мислење ми треба. Не, јас мислам не. А некој друг се Магдалена, одлично, браво. Некој друг се Магдалена? Овде сме 9 луѓе. Секој час се помалку сме. Некој друг да проба нешто, да каже? Антонио, Марија, Марко, Матеј, Матео, Наташа, Андреј, Стефан. Или не сте тука? Колку да се броиме за на час? Одма ме асоцира на тоа. Од таков систем да функционираме. Што мислиш? Антонио Вишова, што мислиш ти? Дали рана специализација е добра за моторички развој на деца или не е добра? На деца Е добро. професор. Зависи професора, мислам.
Ај, кој беше првиот? Антонио беше, така? Ајде, молам, Антонио, може? Добро, професоре. Мислиш дека е добро? Зошто е добро? Да. Секојаш доаѓа прашање, зошто е? Дали се разбра што е рана специализација? Значи, да го пуштиш детето на 9 годишна возраст да тренира само тој спорт и ништо друго. Марко? Антонио не слуша настава. Марко? Професоре, не е добро на рана возраст. А зошто мислиш дека не е добро? Професоре, уште не е дораснато детето, уште не е хормоните, уште не му се. А нешто во однос на ова што го кажав дека како да не го ајде Магдалена, сакаш да ми помогнеш? Професоре, да, сакам. Цела канцеларија дозна дека сакам. Значи, вака, професоре, ја мислам дека не е добро, затоа што значи, на малото дете првенствено треба да се развие целосно. За да се развие целосно, треба да проба различни спортови и различни активности за да има целосни моторички способности. Овие другите колеги изгледа не слушаат. Гледам, јас сум директен. Професоре, според мене, дете од најмала возраст докажа најдобри спортови се гимнастика да тренира или борење, за понатаму да биде добар во сите спортови. Добра ти информацијата, кога користите термини докажано, треба да кажете и кој докажал и како докажал, но добро, може да кажеш, например, да се оградиш според мои информации и јас се сложувам. Да, јас се сложувам со тоа, апсолутно, затоа што во гимнастика има многу голем број на движења кои што треба да се научат. Пази, треба да се научат. И ние ако го ставиме детево само да тренира, секој спорт е супер, но само атлетика да тренира. Тогаш вие му го лимитирате, затоа имаме настава по физичко со сите спортови, му го лимитирате развојот на детето. Пазете, тоа е страшно. Тенисер ќе го правиме од 9 годишна возраст и он ќе биде тенисер. Супер, ти прави го тенисер ако има афинитет детето за тоа. А му спад ќе му дадам еднаш неделно да оди на борење, ќе му дадам еднаш неделно да оди на трка, атлетика, ќе му дадам да проба да трча со прескоци, со препони. Ќе му дадам да отиде на час по гимнастика, да се качува на карпа. Значи пропратни активности, па овие професионалци што се на 28-9 години опоравок имам правено качување на карпа. На дзид во сала имавме дзид, дојдовме опоравок, направивме малку 20 на минути мобилити лево-десно, се шачија на карпа после меч, говорам за работнички фудбалски клуб, уживаа. Не ги пробувале движењата, се им беше интересно, психолошки опоравок направивме фантастичен. Сакам да кажам, вариабилитет на движења, тоа е поентата. Што поголем број на движења, а не само да слушаме, да бидеме приклучени на настава и да не знаеме не знаеме што кажал Даскалов во претходно. Овој слайд се однесуваше на тоа. Трансфер од претходните движења. Трансфер од претходните движења. Од претходно што е наученото, трансфер во новото движење. Тоа тие енграмски врски помагаат да се добива. Гледате колку проценти се совладува ако луѓето ги прават нештото преку движења и што значи таа интеракција со централниот нервен систем и тој стимул на централниот нервен систем преку движењата. Тоа е тотално различно отколку само слушање на настава или само непрактикување на некој спорт. Значи преку движењата ние успеваме многу повеќе да научиме, за разлика од она што се чита, слуша. Пази, слуша. Повеќето студенти ги слушаат предавањава, не ги учат, ги слушаат предавањава. А не ги повторува никој. Да проба да ги направи, да ги изведе, да каже што не кажал другиот. И ќе завршам со овој момент што е многу интересен, еден супер пристап на тоа како се фамилиаризира девојчето кој што не знае да вози велосипед со средината, со велосипедот и за колку време научува да вози велосипед. Се вика Лајла. Немам батерија.
steps on the jump. 5, 4. Морам да застанам тука. Зошто големи чекори? Ова беше врзано со координација која зборувавме, каде што ви треба време да го решите проблемот. Значи, прави дисбаланс. Со големите чекори е повеќе време во воздух. Повеќе време во воздух останува и едноставно пробува да го реши проблемот на немање баланс. Мислам, една финта на учење. Намалјам се како се стартуваше ова. Kangaroos, they ride like this. Off you go. Lovely, and your brakes. Whee! That's it, we'll get it started. Very Играат easy. заедно The right со pedal goes on the велосипедот. right side. Значи, Hang on. заедно учествуваат во... Turn the pedal back. Работеше без педали, нели? Magically, Ама гледаш, заедно учествуваат да се фамилиаризира со велосипедот. Не тука изолирано нешто, јас ке ти ја направам педалата, ќе ја ставам. That's good. Right. Do you want to put your foot on there for me? That's it. And give it a scoot when you're ready. Look where you're going. Look at the horizon. Off you go. Wow, look at you go. Put my hand on your back. I hold you like that, and then you put your feet on the pedals. Okay. You ready? And then look where you're going. I want you to just pedal. Off you go. Let go of your brakes and off you go. Може да приметите девојчето е сконцентрирано с Pedal. максимум. Give it a pedal. That's it. And stop. Brakes. You do the wobbly bit. You wobble. Can't wobble anyway. Пази, има камера напред на воланот Put your pedals. и feet ќе on the видите на pedals. крајот и реакцијата на That's it. девојчето. And I've got your back and I've got your side. There you go. Look where you're going. It's all clear. 1, 2, 3, go. Let go of your brakes. Off you go. And stop. Look how far you've ridden on your own. Wow. That's a long way. Should we see how many paces it is? 1, 2, 3, 10 paces. Back this time. Your little handle, you've got a handle growing out the back. And then I'll hold the bike. Feet on the pedals. Look where you're going. After 3, you're going to let go of the brakes and you're going to pedal off. Okay. 1, 2, 3. Go! Let go of the brakes. Off you go. Fantastic. Wow! She's off. Bye-bye. Send us a postcard. Isla. Woo! Look where you're going. After 2, you're going to let go of the brakes. 1, 2, 3. Go! Let go of the brakes. Off you go. Wow! She's off. Океј, најбитниот момент при задавање на инструкции ќе го почувствувате кај клиентот кој што сте помогнале да научи некој ново движење. Океј, јас имам волку за оваа тема, малку теоретски опфатена, имате нешто да прашате, да додадете. Во ред, најверојатно не. Ви посакувам убав викенд, убави празници, кои слави. Се гледаме нареден петок.
Видеото ќе биде пуштено. Ова е на вас. Празници на вас. Убави празници. Пријатно. Пријатно.